2 месеци по започнувањето на реконструкцијата, во местноста Селиште во Оризари беше предадено на користење мултинаменското спортско игралиште, што го градеше општина Кочани. Претходно асфалтираниот терен беше ограден и дополнително осветлен, а поставени се и нови спортски реквизити за кошарка, ракомет, односно мал фудбал. Целата инвестиција за реконструкција на теренот чинеше околу 8 милиони денари, што беа обезбедени од општинскиот буџет. Ова е 7-мо игралиште во општината Кочани и со него докажуваме дека секој дел од градот, од општината е составен дел на општината и ние се грижиме подеднакво за сите. Посебно се грижиме за најмладите наши сограѓани, да тие покрај они обврски што ги имаат во училиштето, да можат во слободното време да се бават со спорт, а не да се бават со некои други работи кои што дури не би ги спомнувал во овие моменти. Реконструкцијата на мултинаменското спортско игралиште се реализираше во соработка со местната заедница од Оризари. За жителите посебна гордост е што тоа се наоѓа токму на локацијата каде и пред 50 на години имало спортски терен на кој се играле првите фудбалски надпревари во населбата. А ова навистина значи многу, затоа што еве на истото место каде што нашите дедовци и татковци играле пред 40-50 години, сега имаме прилика нашите деца и нивните внуци да играат на ова прекрасно игралиште, да ви кажам искрено. Тоа е првиот аспект, вториот аспект каже градоначалникот дека навистина значи многу затоа што и оние деца кои што се навистина во последните години во помал број, меѓутоа им требаат вакви спортски терени затоа што ќе ви кажам искрено, ако пред 4-5 години гледа серии од типот на Долина на волците, сега имаат прилика вака да играат овде, да организираат турнири и ќе ви кажам искрено дека и деца до 8 оделение си прават турнири. По повод предавањето во употреба на спортското игралиште беше приредена и скромна забавна програма во која учествуваат членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Инаку градоначалникот Димитровски најави дека наскоро ќе биде предадено на користење и игралиштето во населбата Текешински лозија во Кочани, што се градеше близу 3 години. Според него се чекало на приклучувањето на електричната инсталација за осветлување и некои други посетни формалности.